15-тината закони поврзани со здравство, вклучувајќи ги и донесените измени за секој што сака да може да стане потенцијален органодарител. Медицински факултет да овозможи студии за парамедици и тие лекари да бидат постојано вработени во итната медицинска помош. Старт за дигитализација е и здравството да има пристап до пари и искуство од Европската унија. Ова се само дел од тоа што Азир Алиу, министерот во заминување, вели дека го остава зад себе за 13 месеци работа по најавената реконструкција на владата со која го отстапува секторот на Сашо Кликовски. Еден од законите, оној за заштита од пушење, кој според Алиу е клучен. Формално се уште ги нема минато сите филтри за да стапи на сила, а за него има 8 амандмани или забелешки, кои се Алиу не откри. Кажа дека тоа е задача на новиот министер. Денеска е петок, јас сум веќе министер во заминување, не би сакал да влезам во детали. Најверојатно од наредната недела новиот министер јас денеска имав состанок со него, го брифирав за сите отворени процеси, за сите процеси кои што се завршени. Најверојатно ќе треба да од наредната недела да биде повеќе инволвиран во законот и да даде после одговор на овие прашања. Во однос на проблемот со недостатокот на кадар за итната медицинска помош, Алиу вели дека она што било до него завршил во однос на процесот за да има студии за парамедици, а околу 2 месеци чекал Сенатот на УКИМ да се произнесе. Чекаме од УКИМ одговор од Сенатот и да помине како нова судиска програма. Тие се 3-годишни студиски програми кои што ќе овозможат нашите екипи да бидат по-оптимални, по-добро организирани, но од другата страна да имаме предвидливост за брза помош, бидејќи навистина освен инфраструктурата, еден од главните проблеми е и човечкиот фактор. Во однос на тоа што сакал, а не успел да направи како министер, тој посочи дека жали што немал време како функционер да издействува парите да го следат пациентот, односно секој граѓанин да може да си ги искористи финансиите што ги плаќа секој месец за здравствено осигурување и во приватна болница, односно да се лекува каде што сака.